а нашиот следен соговорник, односно соговорничка е Андреја Угриновска. Благодарам од организацијата ТИД, која вклучува повеќе мрежа од повеќе организации. Ако добро. Не, ама ќе ти кажам, нема га. Добро, комплекс специфична, не е до тебе. Благодарам што прифативте да зборувате со нас. Емитувавме на почетокот од емисијата жена која што претрпела семејно насилство, се уште се соочува со семејно насилство, има проблем со детето кое што е малолетно и стравува да го даде кај својот поранешен сопруг. Колку ова и денес е проблем и како да се зголеми таа заштита токму на овие жртви? Прво да кажам фала огромно што ме поканивте тука. Моја конкретна организацијата ја што ја представувам, но и повеќе организациониот одбор што го организира маршот за 8 март би рекла дека е тоа порелевантно тука сега. Се бавиме со родова еднаквост, со полето на култура, но тоа е баш на прашање како да не стигнеме до оваа ситуација. Значи, ако тргнеме од точка 0, што се треба да се случува во едно општество за да ние не стигнеме во овакви ситуации во кои што сите набројани до сега е веќе предоцна. За мене и оваа жена, ова што го проаѓа веќе е предоцна, заради тоа што и колешката што збореше пред мене Ана многу посмирена од мене, јас сум многу повознемирана и се восхитувам заради тоа што најверојатно долго време се бави со темата и има некоја сензитивизација. Ја до денес сум нарабна солзи, се тресам, значи заради тоа што се чувствувам како да сето тоа може да ми се случи мене. Не знам дали би зборувала конкретно за тоа што ме праша, не знам дали више би се осврнувала на статистики, на бројки, на имиња, важни се, во никој случај не се заборавање, но она што сам да го кажам, самиот факт дека не е толку тешко да најдеш сведок, да дојде да збори на емисија за ова, за мене е факт дека е презаситено и се случува насекаде околу нас. И ако ми веруваш, ние кога почнавме да го планираме маршот, кој што носи слоган "Нема да не снема", неговата мотивација беше од фактот дека пред околу 6 месеци се украде бистата на Вера Јоцик. Не знаеш, никој не знае. Никој ништо не кажа за тоа. Никој не знаеме што значи таа револуционерка, што значила низината биста, кој ја направил, кој ја украл, зашто никој ништо не изреагирал во врска со тоа. И тоа беше целата тематика. И одеднашка последниве 2 недели почна да се случува ова. Што мислам дека само дополнително збори за колку е овој марш итен и битен. И мислам дека потврлувањата и во конкретниот случај, и во сите случаи што беа набројани до сега, се на сите ќошиња од нашиот живот. На сите ќошиња од нашиот живот. Значи, од образованието, до нашата култура, до како сме ние израснати дома, што сме гледале, значи што ни било пример. До работните места, разликите во плати, до репрезентативноста во парламент, во влада, дали гледаме жени, дали жените имаат простор да кажат како мислат дека треба да се реши овој проблем. До фактот дека не излегуваме на улица да се бориме за истото. Значи, онака, ја не можам да најдам едно поле кое што можам да кажам функционира добро од аспект на родова заштита. Значи, дури мојата организација се бави со култура и промоција на женската акција во културата. Ние последниве 2 години не сме признаани од Министерството за култура и сме една од ретките организации кои што работи на маргините, кои што не добива средства од Министерството за култура. Нашиот фестивал се вика Прво па женско и боде во очи. И не добиваме пари. Значи, ние не добиваме пари ни за превенција, за некаква подигање што на свест. Што е најважно, за да не сведочиме на... Што е почетно. Знаеш, на оваа тема секогаш има краткорочни решенија, има среднорочни решенија, има долгорочни решенија. Има многу организации што работат на различните нивоа, ние конкретно работиме на долгорочни решенија. За краткорочните нема поддршка, не па за долгорочните. Зошто е тоа така? Зошто е тоа така? Како да ти го одговорам ова прашање, да не останеме тука до сабајле, не знам. Ама ајде да почнам со тоа дека тоа Ана што го кажа. Значи, ние на хартија сме супер. Така ги имаме законите, подпишани се конвенциите. Има огромна празнина помеѓу тоа што ние на хартија одобрено за да најверојатно задоволиме некој од горе за се тоа да личи дека е добро, до како тоа ние се чувствуваме на таа тема. Ја буквално зборам на едно микро ниво кога седиме на кафе со нашите другари и како збориме за тоа, какви вицови раскажуваме за тоа, како се однесуваат воспитувачките со нас у градинка, што ни се збори нас во школо. Значи, една организација Хера со години се бори за сеопфатно сексуално образование кое покрај
здравствените аспекти и родовите аспекти би се бавела и со тоа демистифицирање на тие родови улоги кои што потоа градат насилно општество. Со години не знаете каков отпор добива према тоа. Значи, ние сме толку во контраофанзива на оваа тематика, што е формиран цел родителски фронт, кој што и како е дебело платен за да се бори против ова. Значи, една цела контрапропаганда, која е посилна и капацитетна од самите ние кои што се бориме за ова. Значи, не претркуваат, онака, проблемот се случува, ние пробуваме да го решиме, а веќе има контраофанзива што не задушува нас апсолутно целосно. Така да, еве да ти кажам чисто еден пример, едно краткорочно решение кое што мене многу ми се допаѓа за како да се справиме со ова и верувам дека гледачите веќе ја слушна Ана која многу убаво системски го објасни целиот проблем. Заглавени сме околу она да ги охрабриме жртвите да пријават, случаите кои што ги гледаме околу нас во повеќето од нив, кога жртвата пријавува, иако не за жал после првиот пат, него после 100-тиот пат, тоа го агитира насилникот и најчесто криминали, тоест оние страшни криминални дела, се случуваат точно во тој момент. Сега, како други земји го регулираат тоа и како би можеле ние да го регулираме многу лесно. Например, има нешто што се вика алка, врезлетна за насилник. Значи, доколку се установи прво, од кога се случува едно вакво насилно дело, жртвата нели треба да отиде на доктор, да се прегледаат телесните повреди, да се установи дека се работи за такво семејно насилство и понатака нели се тера процесот. Му се доделува на насилникот забрана за приближување. Тоа беше случајот со Росица. Таа забрана за приближување обично некои 100 метри. Која контролира таа забрана? Значи, ако се доближи насилникот до жртвата, тие немаат алка, тоа никој не го контролира. Таа алка не е воопшто во игра, значи ова ти зборам како би можело тоа да се реши. Така, ако ние дадеме забрана на насилникот да не може да се приближи на жртвата, а де факто гледаме дека никој не го контролира тоа и дека насилникот не само што се приближува кон жртвата, него полицијата не е ни свесна дека тој тоа го прави и покрај забраната, се става алка, која што е слична на алката на куќен притвор, значи може да биде скриена, како и да се поврзува се телефон. Со GPS се следи. Активира аларм. Тие алки кај нас постојат, ги има во огромни количини, неискористени, се работи само за имплементација на еден софтвер. Има пратенички, неколку саглама станати кај нас, и се извинувам на моите оштри зборови, ама стварно више немам трпение, кои поднесоа закон за етаблирање на овие белегзи. Нити медиумите го покрија тоа. Нити некој се појави да расправа на таа јавна расправа, нити некој се појави на гласање. Значи, а имаме жени пратенички, така? Значи, 30% се жени пратенички. Така да, мене ми е излитерно веќе да кажувам дека ова не е партиско прашање. Јас само едноставно не можам да разберам како сите жени кај нас, сите жени во Македонија, кои што се презаситени со ова се што се случува, вклучително и тие жени во собрание, како не им се активира некоја емпатија, некој момент да каже, па барем ќе дојдам на расправава да чујам за што се работи. Значи, ние сме во една целосен дефокус, мрзливост, незаинтересираност. И знаеш што ми пречи многу, Ана го збореше тоа, не се превзима одговорност. Ја не видов еден човек да се извини за оваа ситуација. Значи, до степен да јас сакам да кажам дека јас се извинувам што јас сум дел од овој систем кој што не успеал сите тие жени кои што настрадаа на таков начин на кој што настрадаа да ги спаси. Јас очигледно чувствувам повеќе емпатија и вина него сите министри и председатели и кој што не излезе денеска да ни соли памет како не е среќен 8 март. Во ред, не е среќен 8 март. Ја мислам дека треба да кажете извини и мислам дека треба репарацијата да почне од тука. Заради тоа што кога имаш емпатија и интелигенција да се извиниш за нешто за кое што окей, можеби не си директно крив, но сакаш да се бавиш со политика сината, имаш моги да ги смениш работите, кога ќе кажеш извини, наредниот пат пред да се случи вакво нешто ќе се размислиш 10 пати и ќе дадеш се од себе за да не треба да се извиниш пак. Така, значи ние за да почнеме за било каква промена, не еден некој од сите луѓе таму треба на човечко ниво да почувствува вина. И да каже како човек на човек или како жена на жена, ви се извинувам на сите. Го нема, никогаш го немало.
Андреја, ќе продолжиме со разговорот, тука да слушнеме една кратка изјава од денеска од премиерот Христијан Мицковски, кој што ги охрабрува жртвите кои што не пријавиле или пак кога во полициска станица ќе отидат и се соочуваат со притисокот напаѓачот, насилникот, да не се повлекуваат од тие кривични пријави. Да ја слушнеме изјавата, па ќе ја прокоментираме во студија. Јас само апелирам на сите оние кои што се жртви на ваков тип семејно насилство за кое што слушавме, да сето тоа го пријават и да останат на пријавата, да не ја повлекуваат пријавата. Затоа што, верувајте ми, ако се повлекува пријавата, тогаш институциите, центрите и Министерството не можат ништо да направат. Затоа е многу важно секој оној кој што е жртва на семејно насилство, тоа да го пријави за да може и да остане на таа пријава, за да можат институциите да постапуваат. Затоа ги замолувам сите тие уште да тоа го сторат, но и да не се повлекуваат понатаму во процесот, туку да останат доследни до крај на процесот. Навистина трагедија, жалам што тоа се случувало во минатото, што се случува и предпоставувам дека ќе имаме вакви настани и во иднина, но тој број треба да го намалиме. Ние како држава и како влада ќе застанеме целосно во функција на жртвите од ваков тип на девијантно однесување. Ќе повторам, ги молам сите оние жртви на ваков тип девијантно однесување да не се повлекуваат кога ќе пријават. Ја слушнавме изјавата од премиерот. Колку често се префрла топката кон жртвата, а не се префрла кон системот кој што треба да ги заштити, бидејќи слушаме дека жртвата треба да не се откажува од кривичен прогон кон насилникот. Ама колку е тоа возможно, бидејќи знаеме дека кога ќе ја напушти полициската станица, таа треба да се врати таму каде што била нападната. Значи, прво за да го одговориме ова прашање и прво за да некој човек, како сега оваа изјава што ја чувме, да си даде за право да излезе да го каже тоа, мислам дека треба секој од нас да пројде низ таков процес да биде прогонуван. Значи, да биде прогонуван, дома да не му е безбедно, децата да не му се безбедни, постојано да е во една топла ладна релација, и мислам дека можеби заради тоа ние жените можеме повеќе емпатија да имаме со другите жени кои што се во вакви ситуации, заради тоа што од 9 од 10 девојки го прошле ова. Јас имам приказ да сум го прошла ова, Ана сигурно има приказ да сум го прошла ова. Мислам дека ја би се изненадила да најдам девојка која што може да каже со сигурност: мене никогаш во никаква ситуација, ни во диско, ни во парк, ни надвор, не ме демнел некој. Значи, треба да почнеме таму. Кога веќе ќе го проживеете тоа еднаш, после тоа е многу лесно да сватите зошто пријавувањето не е воопшто лесна работа. Прво, значи сама по себе, како принцип, не е лесна работа, а уште потешка е кога сведочиме постојано жртви кои што имаат повеќе од 10, 15, 20, 100 пријави, директни пораки до Тошковски, директни пораки до премиерот, молење, агонија, губење целосна надеж дека ситуацијата ќе се реши. Значи, ние ни првото го немаме, ние првото не можеме да го разбереме зошто и во систем што функционира, кога би функционирал, е тешко да пријавиш. Значи, тоа не е црно на бело секогаш. Многу често давате шанса да се поправи односот. Многу често сакате да останете во нешто за детето. Многу често се случува партнерот да ве прете, па денес утре да ве донесе ружи. Многу често партнерот знае да ви се закани и да каже: ако ме оставиш, ќе ти убијам целата фамилија. И видовме пред 6 месеци дека и тоа може да се случи кога го убија таткото на Росица. Значи, јас да имам партнер таков и да ми се закани, јас да направам нешто и он после да ги убие моите најблиски, ја не можам да го замислам тој скандал. Така да, сите овие информации од една страна супер, жени пријавуваат и тоа е се повеќе во етерот и да, кураж напред за тоа, но од друга страна толку се дефетистички и толку се поразителни сите случаи на пријавување, што јас мислам дека само може да демотивира. И наместо да кога излегуваме да кажуваме вакви гори, да кажеме нешто поразлично, значи во ред, се случи ова што се случи до сега, од утре, ако пријавите или еве ви го мојот личен број, или, значи не знам, дај некоја различна алтернатива за жената стварно да се осети дека можеби од денеска нешто ќе се смени и можеби стварно вреди да пријавам. Значи има нула емпатија
да се разбере што значи и колку е специфично и различно во секој случај живење со насилник. И мислам дека во првиот момент кога ќе го сватиме тоа, можеби и нема толку да се фокусираме на најбитното нешто е сега жртвата да пријави, заради тоа што сега и се државата може да постапува по должност. Да, промените на кривичниот закон. Жртвата не ми мора да пријави, што е супер олеснително, но за тоа да функционира треба малку да се развие емпатија и да се свати прво да се изоштрат сетилата на сите во системот кои што се бават за ова, да го препознаат тоа. Иако ни тоа не мислам дека е решение, затоа што де факто ја бутнали Ивана по скали во болница каде што биле доктори, каде што биле луѓе од Центар за социјална заштита, значи јас ако си помислам каде ќе отидам прво да се заштитам, ја прво би отишла во болница. Многу пред во полиција. Немам никаква доверба во полицијата. А сега ни во болницата. Значи сега јас стварно не можам да издвојам едно место каде што дури да ми побара некој помош во оваа ситуација, јас не знам да им кажам што е најдобро да се направи. И ова Ивана го збореше во Слободен печат, пријателката на Ивана која што трагично почина, која што кажа дека ова се случува во декември, дека она дала се од себе да ја помогне и тоа знаете и за човек што го следи тоа покрај жртвата е таква агонија, ти го проживуваш истото. Значи не знам, буквално не знам. Но не секој има пак можност да пише директно до премиерот и до министерот за внатрешни работи. Така е. Тоа се и апсолутно си во право. За жал и случаите кои што се избориме се оние кои што имале среќа заради некакви околности да испливаат на површина. Да се навратиме, го споменавме маршот во недела, нема да не снема, е мотото под кое ќе марширате. Какви пораки ќе бидат испратени, во колку часот е, од каде започнувате, каде завршувате, каква е цела програма? Исто така сакам да ги поздравам сите кои што се вклучени во организација на овој марш, пошто морам да кажам дека е малтене како буткање на каменот на Сизиф. Секоја година се собираме од траурни причини, секоја година сме со минимална поддршка и секоја година знаеме дека многу повеќе ќе бидеме напаѓани него што ќе ни се приклучат луѓе. И тука исто така моето чудоневидување дека иако овие теми сега баш конкретно и пред самиот марш, но и небитно што е пред тоа, добиваат медиумски и општо јавно внимание на некој начин, обично не гледаме дека резултира во тоа луѓето да излезат надвор повеќе, помасовно. И тоа е навистина поразително. И јас само од дното на срцето не сакам да кажувам за вашите мајки, за вашите сестри, за вашите ќерки, за вашите деца, за вас, значи прво на сите жени кои што мислам дека веќе не смеат да замижуваат пред тоа и треба да престанат да ги како да кажам, да не етикетираат дека ние што се бавиме со ова дека сме мажомрзачки. Значи не се работи за тоа. Ние радо би седнале со сите мажи кои што се желни на маса да го решиме овој проблем. Ние сме свесни дека сами нема да го решиме. Но да не забораваме дека од другата страна има и мажи кои што трпат семејно насилство. Има, но процентите се многу помали и мислам дека фокусот е сега на една друга проблематика. Но и како, кога би се отворила таа тема заеднички на мешано родова маса, ќе го збориме и тоа, нема проблем. Од друга страна, мажите да излезат за да се дистанцираат од насилниците. Значи, не треба да се осеќаат навредено што некој од нивниот род го прави ова дело, него треба да го искористат како мотив да го осудат и да се дистанцираат од него, а не да бараат изговори зошто тој маж така постапил во одредени ситуации, што мене се почесто ми се случува околу мене. Со секоја чест на многу мали исклучоци, кои што пред се ќе те слушаат што имаш да кажеш, а потоа ќе застанат на твоја страна затоа што не се работи тука за леле некој од сите од мојот род размислуваат како мене, јас се мора сите да ги одбранам. Во рете и да излезеш на 8 март во 12 часот во паркот Жена Борец и да кажеш дека не се слагаш со останатите мажи кои што го прават ова. И така која е многу моќна порака. Маршот понатака ќе продолжи до паркот Вера Јоцик, кој што се наоѓа позади влада, и во паркот Жена Борец и во паркот Вера Јоцик ќе има посветени говори и дури ќе има простор да луѓето кои што се приклучени на маршот да се приклучат и да дадат свој говор доколку сакаат, без тоа да е однапред спремено. Да, ќе го проследиме барем ние како медиум маршот. Кои индикатори би биле
можеби некаков аларм дека системот започнува да се менува на подобро. За мене, мислам дека пред 5 години можеби индикатор ќе речев дека е да се пријави. За жал тоа отиде во една насока која што апсолутно на никој не му се допаѓа. Лично за мене сега индикатор би било да видам што повеќе мажи кои што не се насилници, јас сум сигурна дека многу не се, ќе станат гласно, јасно, ќе застанат до нас и ќе го кажат тоа. И ќе ни ја дадат таа поддршка, за која што сме ние свесни дека сами нема да истераме. Ова е општествен проблем кој што треба да се реши заеднички, со сите. А ние само даваме простор на една тематика која што е заборавена, седа наредниот случај кој што ќе ни извади од памет и за 5 дена ќе пројде така. Да, за да не извади од памет, што е најитно што треба да се преземе како акција во моментов? Законот за алките е повторно поднесен во собрание. Чекаме точно временски да видиме каков ќе биде процесот и кога ќе треба да се даде поддршка, но еве ако збориме за нешто конкретно, опипливо, мерливо, јас би ги замолила сите жени во собранието, а и мажите ако може да се појават на седницата, барем да дискутираат зошто мислат дека тоа не треба да се направи, ако се согласат да го одобрат и тоа мислам дека ќе направи мало подобрување во работите, а има и милион други помали одобрувања за кои што можам да зборам понатака. Ваша порака за крај до сите жени кои што живеат во страф или чувствуваат дека се чувствуваат несигурно или пак трпат насилство, а не го пријавиле до сега? Како да кажам, а да не сум радикална. Видите, еве конкретниот случај, зашто го поставувам ова прашање, нашиот случај кој што го емитувавме на почетокот од емисијата, до сега не одлучил иако е пријавуване за семејно насилство, одлучува да се појави во медиуми да зборува, бидејќи така гледа дека само може нешто да промени. Од тука го црпам и ова прашање. Јас многу посакувам да имав позитивен пример да споделам сега тука со тебе. За жал немам ни еден позитивен пример да можам да кажам ете се случи нешто добро па дај да го следиме тој. Во многу краток рок и за жртви кои што сега се соочуваат со тоа, верувам дека ги има многу повеќе него што мислиме. Да, лани сме ги имале 4700 и нешто. Тоа се 4 жртви на ден. Пријавени. Ти се верува дека тоа се 4 луѓе, 4 жени кои што се малтретирани дневно. Да. Пред се да им кажат на најблиските. Значи јас би почнала тука. Заради тоа што мислам дека најблиските ќе најдат начин да ги поддржат колку што можат за вториот чекор кој што е пријава. Заради тоа што во моментот кога се поднесува пријава, и за тоа сум многу скептична за тоа што го кажа премиерот. Во моментот кога се поднесува пријава, ако ти не си во ситуација да си заштитен, можеш да го агитираш насилникот и тоа да резултира со смрт. Така да ја апсолутно разбирам дека жртвите 2-3 пати размислуваат дали, како и стратегизираат како да го направат тоа. Заради тоа што тоа не е јави се пријави и толку. Тоа е една темпирана бомба во моментот кога ти пријавуваш само чекаш да стигне таа вест до тој кој што те малтретира и како он ќе изреагира. Така да, највеќе што можам да кажам е да продолжиме со борбата која што ја водиме ние, да излеземе масовно на улица, да дадеме се од себе во нашето секојдневие, да ги детектираме овие микроагресии, да ги таргетираме, вклучително вицови за жени, значи сите микро постапки кои што градат култура на насилство, да дадеме ние се од нас колку и да ни е неудобно во нашата комфортна позиција, да ги адресираме и да ги промениме, конкретно за жртвите, да кажат на своите најблиски и во моментот кога ќе се чувствуваат дека имаат заштитна мрежа, место каде да отидат да се засолнат, некој кој што ќе ги заштити доколку ескалира по пријавувањето, тек тогаш да пријават. Дали ако блиските пријават во еден момент, тоа ќе може полицијата да го спроведе како случај по службена должност? Би требало, но не се случува сега за сега. Гледаме дека не се случува. Така да ја би размислила 3 пати пред да бутнам некој во оган да му кажам да го пријави, дури и најблиските негови да пријават без нивно знаење, а да знаеме дека тоа може да тригирува и да резултира со смрт. Не викам да седат и да трпат насилство, но велам паметно колку што можат во своите услови, зашто ова се луѓе кои што се измалтретирани психички на сите нивоа, така да и неблагодарно е да кажувам се они да стратегизираат, но тоа е единствено што ми текнува за да пријавата биде успешна, тоест пријавата да не резултира во смрт.
Ви благодарам многу за овој разговор. Фала ви на вас. Вам, почитувани, ви благодарам што бевте и вечерва со нас во ноќно студио. Повторно ќе се видиме во вторник во 20 часот. Пријатна вечер.